Или посилно треба? Клапни. Да, така клапни. Ајде напред, одека. Даре ми вика дека клапна убава. Ајде. Здраво. Још едно издање на Шанк. Почна гости да не ги најуви, пошто сами по себе се најуе доволно. Само ќе кажу градинарот. Андри, здраво. Здраво, Како живо. се брате? Добре дојде во студијата. Добро ве најдов. Јако на Шанк одма се подпирам, Па гледаш. така брат, така искуство си брај свое. Да рече, значи, да, грешка бе, види бе, Дарче место Андри, Дарче, Дарка га вика. Извините, мала грешка, дигресија, репресија и све што Мислам, стана. него му кажаш, рече. Андри, брато, од каде идеја за вакво нешто? Ево, ова сум го кажувал многу пати. Сум ги гледал сигурно те излекували тебе, оние американец има еден, SB Mowing Spencer, се вика. Да. И тоест неколку американци, има еден австралијанец и нонстоп сум ги гледал порано. Кај што знаеш кога ќе се загледаш у нешто, тоа за мене, тоа нешто за мене беа овие. Овие, добро. Да, што се радуваат така, јавни простори, нешто и приватни имоти. И викам, да, зашо кај нас нема никој гледам дека да го прави. Тука не само кај у Македонија, него Балканов не гледам некој да го прави. Тоа викам, зашо да не почнам јас. И прво ми беше, сега ќе го кажам прв пат, ова ми беше прво некое такво слично име како нивното. Да. R, нешто со иницијали на англиски, викам, заеби, дај нешто автентично. Наше градинарот, така е, така е. Автентично биде препознатливо и ми доа идејата градинарот, викам. Брат, гледам, добро котираш и не е битно колку време си у јавниот простор, ама доста добро котираш и мислам дека луѓето почнуваат да те бараат и по младата, но и по старата генерација сакат да те видат, да ја почитуваат твојата работа, брат. Дали мислиш дека во Македонија ќе треба многу време све да се исчисти? Треба, дефинитивно треба и не може еден човек тоа да го направи, има премногу за средување. А ова што го спомнаш, да, баш денеска имав такви акции низ предеска правевме низ Скопје. И буквално, значи, дали сат и пол, 2 сати работев, значи преку 10-20 луѓе може поминаваме, да ме поздрават, да ме кажат браво, секој. Знаеш за поддршка е затоа што младите луѓе не сите, еве сега да не генерализираме, ама поголемиот дел од младата публика малце поише или младите луѓе поише сакаат некоја поготованска работа, некоја безбедна зона каде што им е страв да пробуваат нешто ново. Да. Ти буквално истапи храбро, затоа што си прв, шубо кажам, може на Балканот, да направиш нешто вакво. Преска ми спомна, дали се пак ми се напатил исто? Или има... Да, тоа го кажа баш и на претходна емисија кај мене чудно ми е сега ќе се вратам онака назад, како со кој памет човече. Дај си ти нормален одиш таму, дури денеска некојаш најда ми е незгодно кога ќе одам на некој место, са не ќе му брчиш на некој под тараса си му дошол, под кај знаеш, ќе те гледат на попреку, ама горе доле со реакциите што ги добивам уживо од луѓе, се поопуштам и јас. Иначе на почеток ми беше многу незгодно. Брат, поддршката секогаш јас и кај мене поддршката е црпам од луѓето кога ќе се спуштиш надоле. Ми се допаѓа што еве за кратко време направи таков успех и остана приземен. Дури се почна да се појаваш на подкаст. Меѓутоа треба да се цениш својата работа, нека звучи малце само бендисано или не знам како, ама не е само бендисано, затоа што има луѓе, јас лично што знам, што се прашуваат кој е градинарот уствари. Они ќе те видат, меѓутоа ја знаат твојата работа, меѓутоа не ја знаат сите. И како можеме да стапиме у контакт со човекот, како може да направиме, затоа што верувај дека им се допаѓа твојата работа. И поготово што си, пак ќе кажам, млад човек, што младите сакаат пеше кафенце, оповано. Ти по канцеларија. Да. Ете така. Јас сум го поменал тоа на некој начин, работев една година у банка, работев во америчка фирма, значи канцелариска. Ама не се осеќаш комотно, нели брат? Не можам, едноставно јас сум да движам. Живка човек, да. Не можам, уместо ми е многу некако се закржлавувам, осеќам дека не растам, барем јас така сум го видел. Тоа пак мислам дека е индивидуално до човекот. Да, до човекот. Да, и ти имаш таква енергија каде што знаеш низ позитива сето тоа да го направиш како што треба. И ако работам нешто што не го сакам, едноставно не може. Нели? Тие 8 сати ми се многу потешки да ги седам, отколку додам дискосам нешто. 10 сати да искоси. И со лопата и со тешко да носиш. Полесно ми е пошто го сакам да го правам нештото. Па знаеш што, тоа е општествено одговорна работа каде што многу малце луѓе
предпријатија поддржуваат такви работи. Сега нормално градовите растат, општините растат, реално не може да постигнат све, колку и да е. Не се инвестира у тоа. Ете така. Да се инвестира може, иначе да, верувам дека немаат капацитет, ама ако не инвестираш у нештото не може да прогресира. Затоа што на пример си треба опрема. Не можеш со нешто што е било пред 20 години у мода да го користиш сега. Мада знаеш, гледам и дека порано ако немало толку софистицирани средства, некако поубаво се справували со загаденоста и со сметот и со се останата. Организација? Мислам дека тоа затоа што ја памтам, јас сум малце постар поише од тебе, ја памтам дека и у Куманово уште како деца прскалки одеа по улица, ги чистеа улиците. Сега не памтам дека такво нешто се случило. И за Скопје можам да преска при Куманово немам дојден од кузне кога. Така. Ама и у Скопје порано исто, ја не сум кузне колку стар, ама пред 10 на 15 години сум гледал да поменуваат на улица оние како се викаат метларки, оние како камионче со тие напред што метиш. Јас немам видено последниве 5 години од короната, па и пред корона, не од последниве години не сум видел, бидејќи сум работел во Скопје и 2008 години, долги години сум работел во Скопје. Не знам која е причината за тоа, ама тоа не е брат скапа инвестиција. Пошто тоа го нема, затоа е затоа мислам и загаденоста и малци културата, брат, нели? Малце поише. Малце поише културата. Реално се повише се справуваш со смет, него со трева и со така. И тоа, јас тоа и со Видиновски го правихме мовет. Поздрав до братот Видиновски, мојот брат Александар. Не можам да кажам дека тоа е 100% крив или тоа дека е власта крива и дека е луѓето дека се криви. И таму паѓа кривицата, пошто реално свеста ние на многу ниско ниво. Си седи пред мои очи поминува со кола, кросанот го фрла надвор ваквото. Си седи преска правиме, си седи на семафорија, допушува цигарата од така нели. Мастиките, значи јас сум читал доста дека дел од птиците со мастика на пример може да се задави, клунот им се лепи, умират. Ама тука се и таму ќе препишеме дел од одговорност. И птиците по канти, знаеш што прават по контењери? Од нив има доста ѓубре што се прави. Реално сега го правиме. Ја брат, нема да се верува у аеродром кај нас карши седмица тука. Ја прво мислев дека некој намерно ги историл сите канти. После ја гледаш чапкава. Страшна. И они се избезобразија. И за тоа треба да се најде решение. Ќе направиш како платиш инженер да направи канта кај што не може да имат пристап тие, така? Се затвара, не знам. Не сум стручен, нека измисла тој што е стручен. Овие се избезобразни чапките. Ја пошто трчам тука, се движам и брат викам не е могуќе сите. Значи карши седмица сите оние што се вртат канти. Да, све е по улици. Све изфрлено надвор. Улици, да. И после ветрот ќе го однесе тоа. Така е. Гледај, ја на пример ајде да видам храна оставена во зеленило, ај може ќе се распадне, ќе се нахрани некоја птица. Ама брат, пластиките, чашите, срчите, крај на крај децата си играат тука, нели? Се слагам. Значи, кривицата па ќе кажам и таму делумно ја гледам, ама ја мојата како се гледам мисија на некој начин е да кренам свеста кај луѓе ако можам на некој. Успеваш, да ти кажам право успеваш. Се надевам, јас тоа 100 пати го кажам, па ја кажам барем 1% од луѓето што мене ме следат, ме гледаат, ме лајкуваат, ме коментираат, барем кај нив ако можам да влијам и на нивните деца, нели тие да го пренесат кај нивните деца. Ако успеам барем 1% од тие луѓе да му влијам на било каков начин, јас сум ја завршил мисијата. Успеваш, да ти кажам дека успеваш затоа што еве на пример од некои мои пријатели блиски што еве разговараме и ја вика со градинарот како стоиш, се знаеш ли ово она, вика детето е топ супер и се ја затоа искомунициравме и сакам да покажам дека не сите млади деца се исти, не дека почитувам и поддржам луѓе што пак ќе кажам искачаат од комфорната зона, затоа што многу тешко денеска да се реши некој да направи нешто свое. Секогаш се чекај, ако можам да влезам во оваа фирма, да влезам во онаа фирма. Океј, ја да сум собственик на фирма, добро брат, покажи ми што можеш да направиш, па не е спорно ќе имаме некоја соработка. Меѓутоа младите некако многу го сваќаат тоа као да ти кажам први по старите почна. Да, таму доаѓа на младите, таму доаѓа. Да, тоа е така. Тој се мачел на некој начин и сега детето да не се мачи. Брат, ја не сум за тоа.
Да, Ја, например, сум, како ние што сме се мачели од 12, 13, 15 години, па што ние живеевме едно турбулентно време, каде што беа, како да кажам, некои како се викаше та транзиции, уште не знам како што да кажам. Татко ми работеше у полиција, мајка ми учи, отида у стечај, сите државни фабрики се затворија. Не дека он не сака да ти даде. Нема. Точно. Толку е, таа плата е што треба да се платат, тоа се плаќа станарини како кири, се плаќа све, таа е платата, брат, немаш друго. И сега ние двајца средношколци, сакаш не сакаш мораш да идеш да работиш и што дете. Да. И сега како сега го сваќам татко ми дека уствари он сакал да те научиш како понатаку животот да не трпиш за леп. Да. Значи ти, јас или сите други нема да трпиме за леп, зашто ако не е оваа работа, ќе работам оваа работа. Нема срам од ниту една работа. Точно, дефинитивно. Нели малце некогаш ти се случило да те гледат понижувачки зашто го работиш тоа? Нели? Да. Тоа е уште некоја табу тема кај нас. Се надам дека и на тоа поле така е. дигам свеста кај луѓето, пошто и тоа мора некој да го работи на крајот денот. Ама и тоа е и од нив убавината. зависимо од луѓето што средуваат, од нив зависимо дали ќе биде чисто или нема. Така е. За ти го сметаш него за не знам за што сме направени, така. Ама тоа е само и за кај него нас. е демотивирачки и знаеш, брат, тоа е само кај нас затоа зашто на страна еве ти спомна дека си бил во Словенија некоја година, таму не е така. Да. И јас кажувам еден пример, последното нешто со покојниот Феруз, имавме заедничка соработка и бевме у Швајцарија. Таму луѓето што работат, така да кажем, у чистота и зеленило, паркови и такви работи се најплатени луѓе прво. Второ, се господа во делата. Да. Значи се случува да прават нека организација, нека како детско фестивалче имаш у паркче, баш го гледавме тука, брат конфети, тоа све, музика, децата си играат. Завршува, се паркира камионче од служба и мајката и децата со метлички собра се, стави у камионици за мина. Луѓето дури се многу платени, сме правиле муабет, зимаат по 6-7 илјади франка плата. Значи тоа е веќе една солидна сума. Да. Ама кај нас се уште види, искрено не се замарам што мислат за тоа. Не сме сирџиски народ, брат. Мене ако ми е убаво, се сакаат нека. Да, исто и јас така, значи мене ми е окей са ти. Мене ако ми е убаво, јас тоа да го правам. Брат, дали сме малце сирџиски народ? Ептен, не малце, не малце. Ептен сме сирџиски народ, ама шо? Пак ја кажам, се надам дека со мојава работа јас барем ја влијам на убав начин и ја дигам свеста кај луѓе. Сега не можам ја да ги сменам сите, особено постарите. Постарите се малце поотпорни, хардкор, многу потешко. Знаеш моментот, он ли бе ки ми кажува на мене што видел у животот. Че бе друже, брат, ја не пружам отпор, ако може спаѓам у таа постара генерација, зашто од младите можеш многу да научиш. Дефинитивно. Значи сега не треба да пружаш отпор. Прво, второ, не сум ја тој што знам све. Да. Значи затоа има луѓе што треба да поразговараш со нив, да им дадеш на значење и на важност во општество, затоа што некој на 20 години има искусено 10 пати повеќе од човек на 70, така што некојаш може да живее 3 животи да нема тоа што ти можеш за 5 години да го преживееш. Секој си има своја вредност. Зависи колку ти го цениш нештото. Така. Како ти гледаш и со како елан го работиш тоа, бе. Да. Значи ако сакаш нешто да работиш, све е полесно, брат. Дефинитивно. Подршка, брат, како имаш од еве да не кажам од општините, од општествено одговорни компании, пошто дека можеш сите да ги спомнеш, немаме тоа, не патиме комплекс од реклами или она, може да си ги спомнеш луѓето со кои си соработуваш. Значи тоа не е проблем кај мене. Не, ако од соопштени не сум имал контакт, они да ме исконтактираат. Јас ги имам исконтактирано град Скопје и некои од општините, каде што на почеток за да се знам дали некој закон кршам јас ова што правам, така? Пошто пак се не знам. Мораш да видиш така. Ама на почеток добив зелено светло од нив, не кршам никаков закон, едино дрва не смеам нели да чепкам, пошто да секое дрво се бележи, па се пријавува во град Скопје, се добива дозвола, па стручно лице доаѓа да го среди, така тоа не смеам, чепкам се друго можам да правам, пошто сега кое се општествено добро и нема никој. Дали им текло некој да каже ти 2 литра гориво? Не, од општина од град Скопје не. Само за тоа јас што сум ги контактирал, за друго не искрено и нема ни потреба зашо би ме контактирале. Не, брат, мислам дека има потреба, затоа што не може да можам да помогнам на некој начин организацијски, да. Меѓутоа за се останато
Мислам Јас дека нема општо у сите институции, значи не кажам, не тргам една институција на пример или не споменам, не понижувам ни една институција. Мислам дека самобендисаноста и таму, значи у сите зборам затоа што има таму одредени луѓе, пак ќе нагласам не сите да не ме разберат лошо, значи има некои луѓе каде што намерно не сакат ти да додеш у контакт со, карикирам, со орце, со деки, со било кој, пошто ги поздравам мои блиски пријатели, значи за да ако ти дојдеш и ја сработиш у наводници неговата работа утре он со должно право ќе каже, ало, као бе, детето само може, ви имате цело предпријатие, не можете. И тука, знаеш, малце иде на оспорување, јас сум го осетил на моја кожа, кога ќе треба нешто се заврши, па, брат, не знам, најверојатно карикирам на Андреј, тоа не му да му се допаѓа, ај вака боле, знаеш. Јас сум за, правев ми приказка моја, да има конкуренција и конкуренцијата е здрава работа. Ама мислам дека уште како општество не сме созрени за такви работи. Види, пак ќе кажам за ова, ако можам на некој начин така да помогнам со од аспект на организација, јас сум отворен за таква соработа. Немам никако немам и зошто да бидам. Така. Спомна преска да се приклучуваат општествено одговорни компании, тоа ми е реално на почетоков доста од помош. Така. И општествено одговорни компании често заборавам, сега нема да заборавам да спомнам да кажам за на почетокот отворив линк за донации преку Buy Me a Coffee, има доста луѓе што ме поддржуваат и на таков начин, сакам да се заблагодарам на сите тие луѓе. Благодарам и од нас, еве, твој име. Да, денеска има мембери што ми се таму и што имам на некој начин поддршка, фала на сите. Сега не знам дали ќе успеам, ама може да снимаме некој контент посебно за Може, нема никаков проблеми за тоа, брат. Не сум го размислил, ама се имам за благодарено јас и на мојот профил, ама еве вака и јавно на емисија слободно можеш да дека кај мене може слободно, брат. Кај нас е отворено така. Реално за на почеток ми е доста од помош и тоа и општествено одговорните компании што се приклучуваат. Па здравје Боже понатака, кој јам кажа тоа дека сакам да се отворам фирма која што ќе се занимава со хортикултурно редување, каде што ќе можам да ги нудам тие услуги и на приватни имоти. Приватни имоти, што се, дали куќи, дали деловен имот, така натаму. Небитно од кој аспект, ама тоа ми е целта и доколку го направам тоа, не би прекинал да ги уредувам јавни површини како што си правам акции, да речеме. Така да си биде. Да. Дај Боже да успееш у тоа. Еден ден да дојдеш спонзор да не бидеш. Така. Да бидеш толку голема фирма. Може, зашто да не. Дај Боже, сега, дај Боже да дојдеш до таму, а додека да дојдеш до таму, еве јавно имаш нашата поддршка Ортер Медија од Куманово, комплетна поддршка што можеме да ти помогнеме да соработуваме, имаш наша поддршка. Фала. Да дојдеш до пиедесталот, а после да сме живи и здрави. После јас поддршка. Да, така. Ма знаеш што така е животот, значи треба да се знаеш многу општо мразам себични луѓе, затоа зашто не можеш ти целото богатство на овој свет да го земеш за себе. Дефинитивно. Зашо еве да не соработуваме? Зашо сакам, значи еве ја и преку хуморот што го правам, преку подкастите што ги правам, сакам да внесам малце ведрина кај луѓето. Но сме негативно расположени, брат, нели? Не знам од што е таква од подземни води атмосфера овдека. Види, не знам, многу и кај нас се теми што не треба да се зборуваат, што не се у развиени земји и популаризирани, кај нас се главна тема. Така. И не знам од која причина, не ќе да навлегувам у таа. Тоа е тлапокота. Да, брат, знаеш што ја исто сум кажал политика нема овдека. Значи овдека е само да зборуваме што како да се напредува и да се направи нешто подобро за да живееме подобро. Дефинитивно. Не е ни битно кој е на функција, да му помогнеме кој да му помогнеме на некој начин. Денеска тој утре ги види некој друг. Една партија, друга партија, не е ни битно. Да се навратам у Швајцарија кога бевме, значи гледаме билборд, нели? Вале имало некои избори, нешто, не знам што е. Да. И домаќинот што не беше таму, го гледаме билбордот и викам, брат, што е? Имаше вика градоначалнички избори, вика тука, вика кој победи? Појма немам, брат, вика ја гласав. Некој да вие победи. И викам, дали човек, кај нас све ќе се знае. Што ти е бе? Бебено што се родило вчера ќе знае. Јас се знае, брат, значи толку е навлезена политиката. Пеки затоа се бират политичарите да ја водат политиката. Ние имаме еден друг проблем, ние сакаме, секој сака све да биде. Да.
Значи И сега сите имаат мислење за се и секој има став за се. И Ја сега почитувам, тоа го зборевме сега и на Facebook кога се отвори секој може да си го каже тоа. за жал не треба, брат. Мислам дека треба за некои луѓе Али тоа е медицинска демократија на потврда. крајот денот. Види, Да, тоа е демократија на Ја крајот. не се лутам, ама брат не може некој со тоа ти што го правиш, конкретно за тебе ќе зборам, за тоа ти што го правиш, да ти коментира некој негативно, што прво не знае, едно цвеќе нема насадено животот или нема средено, он ти коментира како ти треба да се однесуваш. Да, има и такви. Мене ми се смеши, брат. Па смешни се, ама што, ама ги има. Ги има, брат, ама па Тоа ми со кој зборевме, чими кај тебе вика ги има. повели брат, водичка. па. Јас Никола, текна ми воду да Обична, даде, така? обична, да. Сакаше да ти кажат, дало стигна коментар, зашто го стигнува вода? Брат, увек забравам. Сега концепт на емисија е таков. И они зборат, тука нема, нонстоп Не се бе, снима. ако, тама, да. Знаеш ли така да биде? Чека да ти смета ова. Не, брат, ја многу се смеев за ти коментират луѓе зашто викам што врска немаат. И он ти кажува ти како треба да правиш, брат. Не, експерти имаме ние на секоја полеш од тие. Само треба да прашаш, нешто. Нарочито на куќни слави. Да. Тука се експертите за се, брат. Да. Од геополитичка состојба во светот до ти кажува до теории на заговор. Да, бе, за се сме експерти, ама у пракса некако не. Брат, со опремата ти си ја финансираш комплетно само опремата. Па на почеток тоа ми беше идеја, ти кажав и Так. претходно правевме мовет, со некој план на некој начин го почнав се тоа, се купив нешто што ми беше потребно, најминимално што ми е потребно за да го почнам се тоа. Так. Меѓутоа еве сега уште после првото видео ми се јавија заинтересирани фирми што би сакале да ми помогнат онака да го спонзорираат целото тоа. И се договорив со Simpex, тоа е фирма од Битола. Так. Од која Поздрав и од нас до Simpex, да. Од која што имам опрема за градинарски рад, стварно квалитет. Многу се гледа разлика од претходно што сум работел со До сега, кинеско нешто да речеме, со Ова како што сега. Со оваа опрема. Многу ми е олеснато, реално го кажувам, знаете. Дали ти се понудил некој за соработка? Мислам, соработка управец, брат, дај јас заедно да работиме во што го работиш ти. Има многу по коментари такви, и по коментари и по вакво. Види, јас на почеток сакав да направам некоја таква акција кај што ќе повикам волонтери да дојдат и да средиме некоја поголема локација да ми помогнат. Так. Ако ќе освадиш моментот, ја ако повикам и дојдат 30-40 луѓе, јас као прво немам малат за сите. Така. Као второ имам малат што е остар, што не можеш на секој да го дадеш, ќе дойде некој дете ќе се повреди, повреди. не можеш, треба да ги надгледуваш сите, тоа не би се нафатил на таков ризик. И едноставно пропадна таа идеја на почеток. Сега планирам нешто да направиме такво слично, каде што ќе му дадеш на луѓето да прават нешто што овие акции што ги правиш со општествено одговорните компании Так. кои што се приклучуваат вработените, Так. ќе им даеш нешто што полесно што не може да се поврат, меѓутоа тоа го планираме, сега не ќе да го спомнам, ќе видиме како ќе скочи по план ние да направиме акции во повеќе градови низ држава. Браво, браво. Дај да биде нешто поголемо, поинтересно, ќе видиме како ќе испадне, ама имаме план за нешто такво. Така. И ќе видиме кога и дали и како ќе се реализира. Така, по сега, значи време е вака за спонзорите. Прво кога ќе доеш тука у Кумане, кога ќе ти треба, ќе одеш ќе се одмориш во етно село Тимчевски, ваучер за ноќевање со појадок. Фала ви. Тука ни се сан сиро парфемите, па што ќе искочиш у Куманово и може чарше да се потсетиш на стари дани. Супер, фала. Елида маркети, најснабдени маркети во Македонија, Бањо Лукс ни е, ова ни е, Бањо Лукс е санитарија, купатила, туш кабини, све што ти треба. Вафли кои моментално денеска не работат, иначе ќе јадеме многу и палачинки, ама за следен пат исто ако таа акција се организира у Куманово, ќе добиеш дупла палачинка од тоа. Сега, имаме еден новитет. Ова ти е Центар за биоинформатика Revit. Германски производ. Ајде да видиме. Каде што, значи, ова е германски производ, меѓутоа го има и во Македонија. Биомодул. Значи се нарачува. нешто на раката. Да, тоа е тоа. Значи ова ќе си го Не те прашам. Да, И што е инаку се ова? Центарот за биоинформатика Revit се наоѓа на Средноводно. Таму ти прават комплетна како се викаше преглед ти прават комплетен. Каде што се забележуваат аномалии у телото, ти спремаат терапии, се работи на звучна терапија, значи една многу современа, софистицирана метода.
Значи, ако сакаш да одиш случајно, ако, на пример, овој биомодул е за одржување, за енергија, за подмладување или така нешто, ова е германски производ, меѓутоа оди преку Центар за биоинформатика Revit. Значи, и ова ти е тука, после ќе ти објаснам како се користи. Супер. И ние, брат, почнавме вака, меѓутоа еве луѓето препознаваат нешто добро. И сите наши, да не кажам соработници, кога ќе дојдеш у Куманово, ќе ги препорачаме кај тебе. Ќе имаш поддршка секаква, така да ако се решиш на таков чекор, нема никаков проблем за тоа. Супер. Дали си размислувал со, да не кажам во школа, да се организираат деца, еве такво нешто? Имав јас. Имаше? Да, имав. Првото видео такво го објавив, ми се јави од една градинка во Прилеп. И во градинка се организирале родителиве да стегнат градинка, дали би се приклучил, викам зошто да не, јас во Прилеп имам роднини, баба ми имам таму, тетка, братуче. Па нормално, затоа се слагаме Прилеп, Куманово, тука нешто. И викам, ќе дојдам, не е никаков проблем. Отидов, направивме таква акција, го објавив видеото, после тоа видео ми се јавија преку 10 школи од Скопјево. Што сака ти се? Да, и вика дај кај нас да направиме деца да ги мотивираме, пошто тие баш беше тогаш период, нели, почеток на пролет. Тоа беше пред месец-два, почеток на пролет и плюс имаат некој нов предмет, мислам дека за 7 оделенци, општествена одговорна активност, нешто така му се вика предметот и да се вклучат децата, тоа му е по програма да мора да направат нешто такво. И одлучуваат да го прават тоа во дворот на школа да го среде. Сега вика да ги мотивираме малце поише да дојдеш и ти. Преку 10 школи ми се јавија. И успеав, не знам со колку успеавме, мислам дека 7 или 8 видеа имам така, каде што со деца следувавме дворот на школото. Во школото јас ке учев основно, бевме викна и таму садевме цвеќиња. Има некоја сатисфакција, задоволство да отидеш таму. Се видов со наставнички што ми биле, што мене ми предале, со класната што ми беше. Значи, и чувството е, нели, чувството е преубаво. Значи си учел таму и сега доаѓа време у наводници да вратиш на тоа училиште пред тие луѓе. Преубаво. И сегде си помина фудбал, во сите училишта има. Дали си размислил на проширување на тимот? Па да. Како што ти кажав, како што растеш, мислам дека план ми е да само доаѓа дека треба да имаш. Да си отворам фирма и да го правам тоа на приватни имоти, тогаш веројатно ги ми требаат вработени кои што ќе работат со мене. И веројатно тие работени на ваквите акции ќе мора да ги носам со мене. Така ја до тоа време ќе положам за автобус и здравје Боже за тоа, чекај, имаме време. Не брат, ќе видиш дека колку побрзо ќе растеш што што мислиш. Верувам дека е така. Значи малтене у секоја бранша што се занимавам, еве кога ќе дојде успехот ќе видиш дека колку самата ситуација, затоа што ќе дојдеш до едно ниво каде што ќе не можеш сам да постигнеш, а луѓето ќе те барат и тогаш доаѓа она македонска. Се замислува. Сега го викнавме ни креваст. Они не знаат дека ти учествуваш на 100 акции или на 100 муабети, покрај на пример такви или добротворни акции, да кажам, хуманитарни, дека треба на крајот на денот ти храниш фамилија, каде што здраве Боже имаш утре планови за брак, ако не си, не знам, брак си или не? Се уште не, па имам планови, во си каже. Плановите, да, дај Боже сите планови да ти се улоса. Дај Боже. Сакав уште едно да те прашам, ти имаш и фудбалска кариера. Ако може да се каже тоа. Така. Рано се повредив. Имав повреда на десен скочен зглоб, правев една операција, една операција, почнав, малце се вратив, одма обновив после 2 месеци и после втората операција поминав сите терапии што беа и пробав, ама уште имав болката и веќе прекинав да се занимавам со тоа, пошто изгубив 2 години по болници и по ова пона. Требаше уште 1 година да губам пошто тоа е дека закажеш ти операција, тоа оперираат, имаш период на рехабилитација, опараување, третмани, како се вика, терапии и реши. Па после тренинзите додека да почнат, додека се вратиш у форма. Рано е за тренинзите, ти треба да се спремиш првата операција, јас повредата ми се случи негде ноември. И прво мислев дека не е ништо, пошто јас го имав виткано зглобот многу пати и бев на местач, ми го намести, ми спадна отоко да ја ама осеќав болка. И негде јануар месец направив магнетна и после магнетната, да не навлегувам таму, ми кажаа 10 различни диагнози, 10 доктори, сите различно. Тоа е кај нас секојаш така, брат. Од јануар, февруар негде ме закажа операцијата негде за, ако не се лажам, октомври.
Значи губиш цела година фикс, значи со операција губиш цела година, термин за операција после оперувањето плюс тие тоа. Така. И едноставно не ќе да бегувам уште една година. Се откажав. За кој клуб играше брат? Младински категорија играв во Маđари, па во Вардар, па во New Stars, во Скопје, сите беа во Скопје. Па после прв тим играв за Осогово. Исто после Маđари, малце бев после првата повреда во Тетекс и толку. Мислам дека Тука се заврши. Да, крај. После се реши на овој чекор. Да, после тоа одамна се сакав нешто свое да си отворам и додека играв фудбал бев скроз посветен на фудбал до некоја си 18-19 година. Това е може и 20 да се каже, тогаш короната кога почна ме пресече, пошто немаше. Јас кај што играв се заврши лигата, се затвори, немаше ништо и почнав да си работам нешто на страна, знаеш. Така. И уште тогаш почна да си работам на страна, пошто сватив дека кај нас, мислам, имав цел за да излезам надвор од државата, пошто кај нас имаш лимит на некој начин. И прва лига, втора лига, не можеш ти да живееш со втора лига. Нема кај нас. шанс. Втора лига не се, стандардот е едноставно ептен мал. Прва лига можеби можеш, ама и тоа е дискутабилно, имав опции за надвор да одам, ама се случи што се случи. Па добри, пак отиде надвор. Да, отидов надвор, ама не за фудбал, да. Да. Да си го отвориш сонот. Да, отидов во Словенија со цел прво една година да видам како е животот таму, да видам дали јазикот ќе ми легне, дали можам да го научам, зашто сакав да запишам мастер студии, пошто тука имам завршено економски. Браво. И сакав таму да видам дали би го направил тој чекор, да запишам мастер студии и со тоа имам опции да одам Work and Travel Америка. Имаш многу опции, имаш, а баш кај не е толку скапо како у Македонија да запишеш мастер. Кај нас е Да, два кредита. имав многу опции и други надвор од школувањето и од таа причина отидов една година да видам каков е животот таму. Така. И после првиот месец, да не кажам после вториот, решив дека ќе се враќам назад и не запишувам мастер и ќе си почнам нешто свое тука по мојата држава. Дали и од странство имаш некоја понуда вака за соработка у ова што го правиш сега? Па не. Се уште не. Не. Ја мислам дека како растеш, зборам се у наводници Има растеш. публика некоја мала од Словенија што гледам дека ми коментираат, валјда што сум бил таму и контактите што сум ги направил, така. Алгоритмот ме нуди таму малце. Гледам дека има коментари од таму. Ама за таков тип не на соработка да ми пристапе некоја Да каже мислеше фирма. Да, за тоа за фирма или не. крај на крај. Се уште не. Слично нешто како ти што го работиш, да го работи некој од Словенија, од Бугарија, ти каже дечко да соработуваме нешто така. Немаш. Со нема. Пошто на пример кај нас имаат понуди на пример дали хумористи што прават од брат, знаеш, не гледаат на пример сме гледани. Ми се од Србија, од Врање, од Косово, имам дури на Google Translate некош не разбираат и ми пишува дека е добар, си праќаме материјали, си разменуваме идеи. Па добро, да, ти си остварил контакти. Јас се уште не, ми нема никој пише. Па може Иначе ме фоловна пред некој ден човеков што ја го гледав австралијанецот, што има да. милиони следбеници. Браво. На Facebook ме фоловна. Браво. Што јас знам кој ќе ми искочи да му коментирам нешто. Така. И сега го видел, пошто и профилната ми е таква човек што коси, градарот, такво ми е логото. И видел валјда човекот отворил ме фоловна пред некој ден. Браво. Баш ми беше јако онака. Ама и брат како не Човекот е, значи има милионски, да не кажам, За да те публика, има цел свет го гледа. Па тоа е што го прави прегрска муабетот. Има стотина луѓе што ги следи. Меѓу кои ја. Значи тоа е задоволството на работата и ти дава мотив да бидеш плюс. Сега може за луѓето што гледаат од страна, што сега го фолонал, чек, полека има друга тежина. Значи мене не е исто да ми искоментира некој човек таму и да карикирам да ми коментира Раде Шербеџија. Дефинитивно. Значи И во алгоритмот помага доста. Како не, значи веќе си виден таму. Да. Например, весени у светот на хуморот, почиња да те средат луѓе што се воодушевуваш дека што викаш ти, јас се воодушевувам. Гледа брат, знаеш, тоа ти е сега луѓето од страна ќе гледат што бе, што ако те засилил он таму, а они не ја сваќаат тежината. Значи тој човек одвоил време да те погледне тебе и сега ти од милионски следачи, ти да бидеш
еден од тие 100 што те Што ги следи. следи, да. Значи, Мене ми значи дека и луѓе во што го гледаат. ја затоа викам, значи, тој е муабетот. Тебе ти, значи, луѓето од страна може да ги гледаат, ама тоа е па на крај нивна работа. Да се вратиме на Да се вратиме на муабетот, дека они не може да сватат дека тоа фактички ја буди свеста кај луѓето. Значи со тоа што на пример ти го правиш, тој човек те застилил, значи луѓето од страна што малце разбираат и гледаат и викаат и чекај, значи правиме нешто добро што се случува во Австралија, се прави во Македонија. Знаеш, од таа гледна точка младите ги поддржувам зашто сакат да направат нешто поразлично од што се случува моментално тука. Да. Јас на некој начин не е моево различно, ама го Не, различно е, брат. различно е Различно е. за оваа територија тука. Затоа што оваа култура и таа Австралија се разликува. Да. Тебе Не, ти е различно многу е за потешко од него. Тоа да, се слагам. Затоа што Ама па лесно ми е локација да најдам. да. Он се мучи, оди од град у град. Може се ечи. Прави тури до Америка да. И вака брат на тепка. Да, искачеш на зграда, еве локацијата денеска се. Брат, ако Не, не добрите страни веќе. ако не друго бори комшиите го браво дете, ала ти е секоја чест. Мислам дека ќе се служи со мене дека родителите треба да поработат на од мали нозе со децата за Дефинитивно. да се смени нешто. Јас тоа што го кажа преска со 1%. Се надам дека тие 1% 90% се деца. Да. Затоа Затоа што старија е многу потешко да влиеш. да. Вака индиректно, ако му се обраќаш ти да му се докажуваш, крај. Не, ќе те мрази уште. крај. О мене ќе ми кажува. Да. Значи вака индиректно со постапки можда можеш да влиеш. Да. А со зборење тешко, со зборење кај младите да, кај постарите. Брат, ја толку се самобендисани, ја кажувам нема везе, значи ги почитувам, имам секаква публика. Не се сите. Не Мора се да сите, пак, значи да не генерализираме. Меѓутоа, повеќето се самобендисани, зашто првиот муабет се зафркаваме у Кумано. Видеа ли си га Тито? Не, па така што. Ако не си го видел Тито, значи ти си мал за мене, немаш да ми разговараш. Не знам, сега позна на 10 години кога ќе прашуваат кога го видел, знаеш. Па не знам и Може ќе биде си го видел Игор Чамбазов. Тогаш ние ќе се фалиме. Да, ти Игор Чамбазов си го видел, па не ми збори, бе. Тогаш ние ќе бидеме тие, да. Се надевам не. Не, брат, нема да бидеме валјда такви Да, ние. се надевам. Се надевам, јас сум кажал на другарите да ме утепате ако бидам таква. Што не се знае животот што носи, Да, брат. да. Али не, брат, такви луѓе се сум го кажал милион пати енергетски вампири, брат. Тој сам себе се мрзи, се како тебе нема да те мрзи, ти си успешен. Прво сабаре ќе гледа како да те израка, да те испљука со некој статус, со нешто. Така се буда, такви да. Секој со својот крст на чело на крајот. Така. Брато, ти благодарам што беше мој гост. Беше убаво, кратко, да им покажеме на луѓето што треба да прават. Порака некоја твоја. Имаш и да кажеш... Не, фала ти на поканата, на честа, на поклоните. Тама работа, брат. Нема, ја можам да го кажам истото сек дека што сум го кажувал, да не се повторувам поступати. Така. Да се ја чуваме стварно живот на средина, пошто од нас зависи дали ќе биде чисто или нема да биде чисто. Тука спаѓам и вработените што треба да го вршат, ама и ние. И ние. Како самите луѓе да допринесеме за нешто. Да, пошто на крајот денот ние живееме тука, бе. Нас ќе не биде прљаво, така? Не можам да ги разберам, брат. Ама тоа е. Се надевам, пак ја кажам, да не се повторам до 100 пати, дека барем 1% од луѓето ќе ја сватат поента од ова што го правам. Брато, благодарам уште еднаш што беше Фала мој ти. гост. А вие гледајте, ако сакате да знаете што се случуваше целата емисија, Никола, како бе требаше да кажеш, жив ти мајка? Subscribe. Еве, Никола ми кажа само subscribe. Поздрав, чао. Може и од да каже. Да. Да, сабскрајбнете му се на канал. Колку имаш? Сабскрајбнете му се на каналот. Колку имаш сабскрајбери? На каналот многу малце, брат. Ти само што го почнеме 2 месеци, 1000 и сега почнеме со монетаризација, брат. А иначе на профилот 44.000 јачи. Не бе, чекај да го дигнеме ова на Subscribe, YouTube. да. Сабскрајб ставите му на човекот таму. Да. И да не гледате уште повише.